велам од позиција на човек кој користеше огромни фондови од Европската унија, не знам зошто никогаш, ако толку му пречеше, не се охрабри да излезе по примерот на Велика Британија, бидејќи ако сте екстремен суверенист, не гледам која е поентата што барате во некаков сојуз, кој ви ја крши сувереноста, ви ја нарушува, толку многу не се согласувате со неговите вредности, па што барате таму? Тоа е прашањето. Меѓутоа, затоа сметам дека беше најдобрите демагози во Европа. Седите, ја молзите Европската унија, ништо не придонесувате, а истовремено тврдите како таа е најголемото зло и дека сето зло доаѓа од Брисел. Истовремено, да не се лажеме, се појавија на документи кои кажуваат дека вие сте апсолутно, дека Сијарто цело време го информирал Лавров за секоја ситница која се случува. Тоа веќе не е шпекулација, не е теорија на заговор, се појавија конкретни докази дека тоа се случува. Така да се прашувам на што почиваше заљубеноста во Орбан, меѓутоа никогаш не е сликата црно-бела, тој беше прагматичен, трансакционен политичар со добри конекции со европските политичари, баш заради тоа што секогаш беше доволно храбар да стави вето на некои работи, не му беше гале за последиците,